Денеска православната црква ги празнува светите Ермил и Стратоник, светиот Јаков епископ Нисибиски и преподобниот Максим Капсокалив. Светите маченици Ермил и Стратоник. Царот Ликини започнал големо гонење на христијаните. Светиот Ермил, христијанин и ѓакон, при некоја црква бил фатен и приведен на суд. Кога му рекле дека го водат на мачење, тој многу се израдувал. Залудно царот му се заканувал. Ермил ја исповедал својата вера и му одговорил на царот на сите закани. Господ е мој заштитник, нема да се уплашам, што може да направи човек. По тешките мачења Ермила го фрлиле во затвор. Стражар бил Стратоник, таен христијанин кој со сето срце сочувствувал со страдањата на Ермил. Кога го наклеветиле и Стратоник дека е христијанин, царот пресудил и двајцата да се потопат во реката Дунав. Тогаш ги врзале Ермил и Стратоник во една мрежа и ги потопиле во Дунав. По 3 дни нивните тела ги isfрлила водата на брегот. Христијаните ги пронашле и ги погребале на 18 стадии оддалеченост од Белград. Овие славни маченици пострадале за Христа и се прославиле во 315 година.
Светиот Јаков, епископ Нисибиски. Како отшелник живеел лете на отвореното поле, а зиме во пештера. Еднаш слегол во градот Нисибија да види како успева христијанската вера и како живеат христијаните. Овде бил избран за епископ. Учествувал на првиот Вселенски собор и го заштитувал христијанството од Ариевата ерест. Еднаш се случило незнабожичките пресијанци со војската да нападнат на Нисибија. Светиот Јаков излегол со литија до градските ѕидови, самиот се искачил на ѕидовите и одел по нив не плашејќи се од непријателските стрели што биле упатени кон него. Шетајки се така, светителот се молел на Бога да го сочува градот и верниците на тој начин што ќе им испрати муви и комарци на персијанците и така ќе ги истера од зидините на градот Нисибија. Значи не ја барал смртта на непријателите, ниту пак било каква погибел или пораз, туку само една мала досада со која би ги истерале оттаму. Бог ја почул молитвата на својот угодник и испратил многу муви и комарци на персијанците, та тие си отишле и градот Нисибија бил спасен. Светиот Јаков поживеал долго и честно и мирно го завршил својот живот во длабока старост во 350-та година. Преподобниот Максим Капсокалив. Во 14-тиот век се подвизувал како монах во Светагора, на свој посебен начин. Имено се правел малку налудничав и постојано го менувал својот престој. Неговото живеалиште било колиба од гранки. Една по друга тој ги правел колибите и ги палел, заради што и е наречен Капсокалив, односно паликолиба. Го сметале за безумен се додека на Светагора не дошол светиот Григори Синаид, кој во Максима открил единствен подвижник, чудотворен молитвеник и ангел во тело. Се представил пред Господа во 1320 година. Достојно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Tebe